Со пригоден собир што го организира Општинскиот одбор на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија и местната заедница на Новосело Гостиварско, беа одбележани 66 години од настанот во кој загинаа борците од партизанскиот одред Кораб. По тој повод, пред споменикот на загинатите борци се одржа пригодна програма, која започна со положување на свежо цвеќе на спомен плочата. Покрај борците, почитувачите на придобивките од Народно-ослободителната војна, на собирот присуствуваа и ученици од Средното економско училиште и планинарите кои изведоа марш по врвиците на партизанскиот одред Кораб. Осумнина од борците на одредот успеале со борба да ја напуштат куќата и да се извлечат нагоре кон Злајница, при што ранет бил борецот Денко Дејановски. Еден куршум го погодил вруточанецот Злате Дамјановски во грбот, кој останал да лежи во дворот. Другите борци за солниште барале во клетот кој бил посигурен заради зидовите од камен, но слегувајќи по скалите, погоден бил и Анте Гиновски. Студентот Радован Сонич, обидувајќи се да ја напушти куќата, паднал смртно погоден, а повеќе од 200 добро вооружени платеници на Квислингот, Джемел Хасани, наближувале кон куќата на Паскал. Кога куќата почнала да гори, еден по еден борците почнале да излегуваат надвор. Кога го видел раскрвавениот Злате Дамјановски, Жемо со пиштолот го убива, а по него го убива и стариот искусен борец Боге Велјановски. Останатите борци, врзани двајца по двајца, и селаните Паскал, Ленте и Прокопие, преку Речане и Вруток, цело време тепани, по патот ги донеле во карабинерската станица во Гостивар, каде по неколкудневни мачења и истраги, Паскала, Лентета и Прокопија ги пуштаат дома, а 10 борци од одредот ги спроведуваат во затворот во Тирана, каде им беа изречени смртни пресуди. Беше тоа за никогаш да не се повтори, а Новосело за секогаш ќе остане како жив споменик и потсетник на еден тажен настан.